Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во денешната училница. Јас сум оделенски наставник Катерина Андонова во второ одделение од Основното училиште Страшо Пинџор во Карвинци. Денес заедно ќе имаме час по музичко образование и ќе обработиме наставната содржина правилно дишење при пеење. За денешниот час вие треба да ги постигнете следните цели: да препознавате, воочувате правилен од неправилен пеачки став, да научите што е правилно дишење при пеење и да умеете правилно да дишите при пеење, да стекнувате навика за правилно дишење при пеење, да развивате интерес за пеењето. Дали вие, ученици, сакате да пеете? Секако дека сакате. Кога пееме, дали има некое правило за пеење и можеме ли да пееме како што сакаме? Од претходниот час вие научивте дека за да пееме правилно, многу е важно правилно да го држиме нашето тело. Тоа се нарекува правилен пеачки став. А за да имате правилен пеачки став, треба да научите правилно да го држите вашето тело, без разлика дали ќе седите, како мене, или ќе стоите додека пеете. Ова може да го потврдим и преку една вежба, колку е важно правилното држење на телото. Изберете си некоја песничка што многу си ја сакате, а потоа запејте додека вашето тело е во малку необична положба, пример додека сте клекнати, наведнати, потпрени на маса и слично. Што мислите? Дали ви беше пријатно додека пеевте и дали добро звучевте додека пеевте? Секако дека не ви беше пријатно додека пеевте, затоа што вашето тело не беше во правилна положба, меѓутоа и не можевте правилно да дишите, а на овој час ќе видиме колку е важно правилното дишење, бидејќи на претходниот час вие веќе научивте колку е важно правилното држење на телото. Правилниот пеачки став и правилното дишење се една основа за правилно пеење. Многу е важно и правилно да дишиме додека пееме, да не останеме без воздух. На овој час денес ние ќе посветиме внимание на стекнувањето навика за правилно дишење преку одредени вежбички. Овие вежби ќе ви помогнат за идните активности на часовите по музичко образование, за вие правилно да дишите додека пеете. Целта е да пеете лесно и без потешкоти. Денес ќе обратиме внимание на правилното дишење. Со правилното дишење имаме добро поставување на гласот. Тоа нам ја овозможува чисто, јасно, умерено и правилно пеење без непотребни гримаси на лицето. За правилното дишење ние треба да применуваме рамномерно дишење без подигање на раменици кога вдишуваме и вдишување преку нос, а издишување преку уста. Така. Еве неколку сликички од ученици со правилно држење на телото при пеењето и еве еден мал детски хор. Сега ќе направиме неколку вежби за правилно дишење, за да ви стане и појасно. Првата активност: земете една цевка и една чаша полна со сок, чај или вода. Телото ваше треба да биде исправено. Земате воздух преку нос и полека дувајте со цевката во чашата полна со течност. При тоа, внимавајте при дувањето, течноста да не излезе надвор од чашата. Затоа треба полека да дувате. Еве едно девојче кое што дува со цевка во чаша со сок. Не треба да дувате премногу силно и вашето тело да биде исправено, а не во положба како на ова дете на втората слика. Втората активност е: замислете дека пред вас има свеќа која гори. Можете да земете и еден молив и да замислите дека тоа е свеќа. Земете воздух преку нос и потоа полека дувајте ја да изгасите замислената свеќа која гори. Еве и една слика. Дувањето не треба да биде премногу силно како на оваа слика, како што прави детето, туку треба да биде
полека и рамномерно да го испуштате воздухот. Значи, земате воздух преку нос и потоа полека дувајте да ја изгасите замислената свеќа. Правете ја вежбата неколку пати. Трета активност, земете еден цвет. Ако немате, нацртете еден цвет, или пак може да се замислите, ве како јас овој молив да замислам дека ми е цвет во раката, и сега вие мирисете го цветот и замислете си дека мирисате цвеќе како ова девојче на сликата. Така. Сега ќе направиме неколку вежби, ќе научиме неколку вежби за да проверувате вие дали правилно дишете, дали сте го извежбале правилното дишење, за да може да го применувате и при пеење. Првата активност е вака. Легнете на клупа или на тепих. Земете две потешки книги и едната книга ставете ја на градниот кош, а другата на стомак и дишете. Правилното дишење беше преку нос вдишуваме, преку уста издишуваме. Ако се подига книгата ставена на стомакот, тогаш ученици дишењето е правилно. Значи сте научиле правилно да дишите. Втората активност е вака. Левата рака ставете ја на градниот кош, а десната рака ставете ја на стомакот и вдишувате. Ако се подкрива десната рака, тогаш дишите правилно. Значи десната рака која што стои на стомакот. Но ако се подкрива левата рака, тогаш дишите неправилно и треба да продолжите со вежбите за правилно дишење, кои што претходно ги објаснивме. Пример, еве вака. Значи вдишувате преку нос. Значи не треба да се подкрива левата рака, туку десната рака која што ја држите на стомакот. Се надевам дека ви беше јасно, но за домашна работа ќе имате да ги повторувате активностите за дишење што ги научивме денес, а може да се обидете и да пеете правилно со правилен пеачки став. Држете го телото правилно и дишете правилно. Отпеете го вашето име за почеток или пак неколку стихови од вашата омилена песничка. До гледање, имајте успешна работа!